Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Понеделник 17:10. Знаете, секогаш сме тука за вас и со вас, се со цел да ви информираме за проблемите со вашето здравје. Така ќе биде и во оваа емисија. Одбравме една интересна тема. Месец ноември беше посветен на машкото здравје, но секако не е на одмет да се поразговара и кога не е нели месецот на одбележувањето на машкото здравје за проблемите со кои што се соочуваат мажите. Денешна тема ќе ни биде најчести состојби на простатата и тестисите. Одговорна докторка за оваа денешна тема е доктор Маја Милованчева Поповска, која што е специјалист интернист нефролог и доаѓа од Зегин поликлиника. Се надевам дека темата ќе биде интересна, особено за машкиот пол и сите оние кои што ќе не следат во продолжение кога ќе разговараме со доктор Маја. Ако имаат некои проблеми со кои што се соочуваат или некои симптоми за кои што ќе говориме во продолжение, можат да ни искомуницираат, бидејќи знаете, ние сме отворена контактна емисија, која што дава можност на гледачите да се приклучат во нашиот разговор, да постават некои прашања за нивниот проблем со здравјето и секако да добијат одговор. Меѓутоа, пред да ја поздравам доктор Маја, пред да го започнеме разговорот, би побарала од режија да ги пушти оние покровители кои што се на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин, на кои сум им многу благодарна. Студио Карпино, лулка на енергијата. Водечко студио за масажа, физиотерапевтски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет, преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело. А ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рабетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вејв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Круме Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот, е мотото на Ербе Нобили, каде модерната наука и најстарата традиција на билки спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербе Нобили. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Ете така, значи, почитувани гледачи, ги погледнавте покровителите на јубилејното издание на Ваш термин. Оние кои што не знаат, еве, можеби прв пат не следат или нели не се вклучени во емисијата, да кажам дека од нашите покровители имаме и ваучери и слободно оние кои што сакаат да појдат или на интернистички преглед или на ортопед, или на масажа, слободно може да не искомуницираат и да ги добијат ваучерите на подарок. А јас веќе да поздравам доктор Маја, добре дојде за прв пат во 10-та јубилејна сезона. Инаку нели сте ни постојана гостинка во Ваш термин и драго ми е што е така. Ќе говориме, темата ја кажав, да ви посекам добре дојде. Добро вечер за гледачите, добро вечер за екипата на телевизија Сонце. Ние навистина долго години се дружиме, сме заедно. Ете, повторно една интересна тема одбравме, иако месецот на машкото здравје заврши, сепак проблемите со машкото здравје остануваат и понатаму. Така, кажав, ќе говориме за најчистите состојби на тестисите и простатата. Да започнеме ајде со најчистите состојби на тестисите и скротумот, па да ни кажете кои се тие најчести состојби кои што се
на тестисите и скрутумот кај посилниот пол или кај мажите? Јас прво би дала малку вовед да видиме што се тоа гениталните органи кои ги опфаќаат кај мажите, и тоа се простатата и тестисите. Кога зборуваме, тоа е оној генитален систем или урогенитален, како што го викаме, каде што постои и бешиката, кај машката популација. Простатата е машката полова жлеза. Таа се наоѓа под бешиката и има големина на голем орев, поголем орев, и има форма како костен. Големината е негде до 3 до 5 сантиметри во промер, или 20, околу 20 на 15, 20, 25 кубни сантиметри или милилитри. Таа е градена од жлездасто и мускулно ткиво. И која е функцијата? Значи, на простатата, низ неја поминува и каналот, значи уретрата, низ која истекува урината, кога се изфрла од телото. И функцијата на простатата е да создава течност, да создава една течност која влегува во состав на ејакулатот, значи во состав на спермата. И таа си има други физиолошки функции за одржување на сперматозоидите и се. Тестисите се парен орган кои влегуваат исто нели во тој генитален систем на кај мажите, кои имаат големина околу 4,5 на 3 до и 2, значи таква форма на исто како орев, овална форма, и се наоѓаат во скроталното кесе. Има два тестиса. Има една простата, а тестисите се два. Тестисите во тек на развојот на машкото дете во утробата на мајката се симнуваат по тие препонски канали од стомакот, каде што се создаваат, низ каналите се симнуваат доле во скроталното кесе. Бидејќи може да се случи тие да останат на негде на патот во тие канали од едната или од двете страни, меѓутоа најчесто е од едната страна, и тоа е посебна вродена состојба, ќе споруваме крипторхизам е тоа, значи. Тестисите зошто се важни и зошто се има интересна работа, зошто се надвор од телото, не се внатре во телото, него се надвор од телото. Тие се важни затоа што внатре има каналчиња, во кои каналчиња се создаваат сперматозоидите. Значи тука почнува создавањето сперматогенезата. Се создаваат сперматозоидите и се создаваат андрогените хормони, тестостеронот. А тестостеронот е важен затоа што ги дава машките карактеристики. И благодарејќи на тестостеронот, кај младите машки во пубертетот почнува да се зголемува простатата. Односно, после кога ќе го нема, па таа се зголемува уште повеќе, за што ќе зборуваме. Тестостеронот е тој кој се активува. И зошто кажав дека се тестисите вон телото? Затоа што сперматогенезата, значи создавањето на сперматозоидите, најдобро е на температура под 37 степени. Температура над 37 степени и значи веќе им штети и може да се неквалитетни. Така. Или во квантитет, нешто во бројот да се намали бројот, или во нивната форма или функција на сперматозоидите. Кога зборуваме за најчести состојби, болести кои ќе се јават кај тестисите, зашто најчесто се јавуваат и пациентите, прво да спомнеме хидроцелата. Значи, хидроцелата е една состојба каде што имаме акумулација на слободна течност околу самиот тестис. Не во тестисот, него околу тестисот. Тестисот како да плива во таа течност. Тоа е бенигна состојба, безазлена состојба и најчесто не бара никаков третман. Бидејќи нормално постои малку количина на течност која постојано се создава, меѓутоа постојано и се апсорбира. И кај возрастната машка популација, зголемувањето на таа течност, значи таа хидроцела што се јавува, најчесто е после
повреда, после воспаление, инфламација некаква. И најчесто не бара никаков третман. Не постојат лекови за тоа. Тоа се случува на секоја возраст? Може да се случи, значи во било која возраст. Меѓутоа зборуваме сега за постарата. Добро, за повозрастната популација, нели? Втората состојба за која исто почеста се јавува и за која се јавуваат почесто нели пациентите, тоа се варикоцелата. Тоа се варикозните вени околу тестисот. Значи, околу тестисот има сплет на крвни садови. Тестисот е како топче во една мрежа од крвни садови. И тоа се венички околу тестисите, кои се нормално вени како насекаде во телото. Доаѓа до задржување и на крвта во тие венички, тие се прошируваат и стануваат проширени венички или варикозни така венички во тој сплет што е околу, може да се видливи и пациентите може некогаш и да ги напипаат. Да. И оваа состојба исто така е бенигна состојба. И не бара третман, не постојат таблети кои за лекување. А како поминуваат овие две состојби? Зависи хируршкиот третман и во првата и во хидроцелата и кај варикоцелата. Меѓутоа хидроцелата треба да е многу голема и да му пречи на пациентот за да се одлучи на хируршки третман. И тоа се хируршки се решава, тоа се многу хирурзите ги сметаат за многу лесни. Така, лесни хируршки зафати, да. А варикоцелите, зошто се тие важни? Варикоцелите се особено важни кај младата машка популација, бидејќи допринесуваат да околу тестисот температурата сега стане повисока. Тоа рековме не сакаат сперматозоидите висока температура. Така да таа топла температура, таа топла средина во која сега се наоѓаат сперматозоидите не им одговара и може да доведе до проблеми со плодноста. И тоа е главната уствари важност на тие варикозни вени. Така, ако се јави уште повеќе ако се јави кај некој помлад пациент. Кај помладите, да, секако. Кој што треба да има потомство. И тогаш треба да се интервенира. Значи има неколку степени и хирурзите и според спермограмот се одлучуваат на хируршка интервенција да се подврзе таа вената, значи се склерозира тамо и да се реши проблемот со сперматогенезата, односно плодноста кај машкото. Овие две состојби може да доведат до чувство на болка во тој предел, чувство на тежина, нелагодност, а може и никакви симптоми да нема пациент. Значи може и да има симптоми и да нема. Се зависи од тоа колку е изразена и хидроцелата или колку се напреднати тие варикозни венички, колку се проширени. Следна состојба? Овие состојби не беа директно не се поврзани со инфламација, со инфекција, значи. Другите две состојби за кои сакам да зборувам се поврзани веќе со инфламација, односно инфекција на тестисот и тоа се епидидимитис и орхитис. Или може многу често да се јави и една состојба која се вика орхиепидидимитис. Епидидимот е каналче кое се наоѓа како капа над тестисот и околу тестисот до доле каде што е опашката, каде што може да настане негово воспаление. Кога зборуваме орхитис, тоа е воспаление на самиот тестис. Овие две состојби може да бидат најчесто од бактериска инфекција. И многу често како орхиепидидимитис, значи каде двата система се фатени, се транссексуалните заболувања, транссексуалните болести. Значи се доста чест таа причина за да се појави орхиепидидимитис. Многу е важно да знаат и гледачите дека заушките кога се прележуваат кај машките деца во дадена возраст може да предизвикаат орхитис. Тоа е таа воспаление на тестисите може да иде на едниот или на двата и може да е причина потоа во животот за проблем со плодноста. Значи 32 состојби. Тука треба доста
агресивно да се делува со антибиотици, Така. долго време да се третираат, за да се не остават последици за плодноста. И за плодноста и било како понатаму последици во животот. Значи тие се малце посериозни. Може посериозно да се третираат подолго време со антибиотска терапија. Потоа друга сперматоцела? Да, сперматоцела. Тоа е исто бенигна. Сперматоцелата е бенигна состојба, на која се јавува на епидидимот. Што е тоа сперматоцела? Цела е циста која се јавува на канал. Кога сме зборували за цисти на бубрези и на други канали, секогаш кога имаме каналче, ако тоа каналче се запуши, се создава цистичка. Цистата е балонче во кое има течна содржина, најчесто, ако не е воспалена. Така да овде, бидејќи станува збор за каналче низ кое тече спермата, значи поминува спермата, се станува збор за циста која се наоѓа најчесто над самиот тестис, може да е многу мала, пациентот воопшто да нема представа дека постои, да нема никакви болки, но може да има и да ја напипа ако е над 1 сантиметар големината и да му прави чувство на нелагодност или така на допир болка. Така, значи ако е мала, не може да даде симптоми, меѓутоа кога е големите поголема, можат хируршки да се решават, меѓутоа многу ретко доаѓа до такво нешто. Да. Може да се случи да се повлечат? Многу малички цистички може да се отпуши каналчето и да го снема да кажеме на следниот преглед, да не ја видиме цистичката. Торзија на тестис? Торзија на тестис е доста една сериозна, акутна состојба, која бара многу брзо детектирање и брза интервенција. Што всушност се случува? Најчесто се јавува кај помладата популација, после спорт, некој незгодно движење, после незгодна повреда, нешто така, се јавува одеднаш силна болка и силна осетливост на тестисот. Секогаш е на едната страна, доаѓа до увртување на таа сперматична врвка на која е поврзан тестисот. На тој начин тестисот останува без крвоснабдување. Нема крв сега. Затоа се случува таа болка. И доаѓа до таа силна болка, исхемична болка и мора многу брзо да се делува, да се ослободи тестисот, затоа што колку подолго трае, толку поголемо е оштетувањето на тестисот. Значи да се спречи тестисот да изумре, буквално, нели она ткивото да изумре, да нема крвоснабдување. И тоа е една акутна состојба на која мора да се мисли. Така. Значи веднаш треба да се реагира. А некои други специфични симптоми кои што може да се јават освен болката? Освен болката може да се јави и треска, температура, гадење, повраќање. Тоа е една драма што се случува. Значи баш е драма. Специфично и например, кај орхитисот и епидидимитисот која зборувавме, значи тамо симптомите имаме и црвенило, може да има треска и температура, али не е тоа така драматично. Има и болка, тестисите може да се оттечени, меѓутоа ова е баш драма. И таа болка е многу силна и таа осетливост. Значи, другата состојба е крипторхизмот, што го спомнав кога зборувавме за тоа како се спуштаат тестисите нели во утробата на мајката. Тоа е крипторхизам кога имаме неспуштен тестис или ретентен тестис. Значи тестисот негде во тој пат заостанува во самиот канал. И има неколку точки на кои може да заостане. И најчесто кога ќе се примети тоа, педиатрите секогаш ги проверуваат дечињата, додека се мали, се интервенира, бидејќи тој тестис што останува горе во каналот, прво не се развива како што треба, тој не е квалитетен, не расте. Повторно може да има понатаму проблеми во односна плодност. И после во иднина може исто тие тестиси, видено е дека се посклони на развој на карциноми. Така. Така да и да постои таков тестис и да се лоцира со ехо преглед,
дека постои, тие тести си барат доста контрола и постојано да се следат, за да не се пропушти нешто што не сакаме, нели, да се појави. Други некои состојби, да преминеме полека на простатата. Друга состојба што е секако покрај таа торзија на тестисот, што е кои се тие други болки кои што се карцином на тестис. Тоа е веќе најлошата варијанта, добро. Така да последниве години на која возраст обично се јавува? Карциномот на тестис, за разлика од карциномот на простатата, оди кај младата популација. Тоа се значи млади машки особи од 15-17 до 35-37 години. Која е причината на тоа? Иако сега, значи, последниве 5-6 години и 10 години, таа граница е померена. И сега се наоѓаат карциноми на тестиси и кај возрастна популација од 55-60 години, што порано не било случај. А зошто? Што се случува? Нема околината, средината, загадениот воздух, озрачувањата од сите атомски нели проби, војни. Значи сега може да се сретне по возрастна популација. Да, точно. И тоа е така да не можеме да кажеме да ти си поминал таа возраст, нека и тебе само простата ќе контролираме. А кои се симптомите? Симптомите најчесто нема болка. Добро. Се јавува тврда грудка, во тестисот се напипува, која е безболна и која споро расте. И која може да биде безазлено, нели бенигно, меѓутоа може да биде и малигно. Така да затоа се многу важни тие редовни прегледи да се прават, за да не се пропуштат овие состојби. Затоа што ако се открие на време, карциномот на тестис е многу со добра прогноза, се интервенира. Тоа што ми кажувате дека нема никакви симптоми, освен таа грудка која што потенцираат. Која може и многу касно да се... Обично сите се плашат кога ќе почувствуваат некои болки или во пределот на тестисите. Говорам за машкиот пол, меѓутоа нема. Така да секоја Се промена што ќе приметат треба навистина да се реагира и болка, затоа што болката во скроталната регија може да биде и од камче. Камче во уретрата, камче во бешика, во свалење на простата може, од ингвинална хернија, кила може да биде. Така да работите тие кога ќе се видат, мора веднаш да се реагира. Мора да се види лекар, да се направи консултација, И еко преглед кој е каде што нема зрачење кој може да се повторува. Се прави еко преглед на тестиси. Да. Добро. Да појасниме до гледачите. Ајде да преминеме на простатата, бидејќи сакам нели за неја да посветиме време. Уште еднаш тука ќе се обратам до нашите гледачи, говориме за посилниот пол и проблемите, најчестите состојби на простатата и тестисите, па ако имате некои вакви проблеми или некои симптоми кои што можеби ви посочуваат дека станува збор за некој ваков проблем, може да ни се приклучите во нашиот разговор. Говориме со доктор Маја Милованчева-Поповска, која што е специјалист интернист нефролог и ни доаѓа од Зегин поликлиника. Доктор Маја, простатата? За простатата веќе кажав дека е машката полова жлезда, нели? Незината функција? И незината функција, и таа се наоѓа под бешиката, под мочното кесе, и низ неја поминува каналот низ кој излегува уретрата. Зошто е тоа важно? Затоа што промените кои настануваат на простатата може да влијаат на актот на мокрење и да има тука реперкусии на бешиката и на бубрезите. Сега за канцерот за тестиси беше поспецифичен за помладата, иако кажавте дека се јавува и кај повозрасната популација. Но дека проблемите со простатата се јавуваат најчесто после 40-та година. Точно. Најчесто се тоа проблеми кои се врзани за опаѓањето на нивото на машкиот полов хормон, односно тестостеронот, андрогениот хормон, тестостерон, и промената негова, значи што настанува нормално со возраста, доведува до некои промени на простатата. Многу е важно да знаат гледачите дека најчести се 3 состојби на простатата, кои тоа се бенигната
простатична хиперплазија или зголемувањето бенигно на простатата, потоа простатитисот, кој може да биде акутен и хроничен, и карциномот на простатата. Што е важно? Важно е дека сите три состојби се различни, а имаат исти симптоми, слични симптоми, меѓутоа различни причини. Така. И затоа е многу важно на време да се открие зашто станува збор, на време да се диагностицираат, затоа што лекувањето е сосема различно. Така да, тие промени што настануваат кај мажите после 40-та година, бараат еднаш годишно сите мажи, значи здрави мажи, зборувам здравата машка популација, да имаат еднаш годишно скрининг, преглед. Најчесто е тоа после 40-45 година или после 50 година, како порано што сме учели и сме кажувале, меѓутоа тие граници, како што кажав сега, се поместуваат. И болестите на простатата се најчесто после 40-та година. Како што кажавме, проблемот е тестостеронот? Тестостеронот, машкиот хормон, андроген, да. И затоа што тој трпи промени и тој се намалува, нели? Зошто е важно да се редовни прегледите, бидејќи овие состојби, кога зборуваме за карциномот на простатата особено, на време диагностициран, додека се наоѓа уште во простатата, додека не е проширен и не е метастазиран, се лекува, постојат терапии, постојат интервенции хируршки. И прогнозата и преживувањето се многу добри. Затоа треба на време да се диагностицира. И кај пациенти, кај популација која има карцином во фамилија, карцином на простата, кај брат, чичко, вујко, дедо, татко, тие прегледи треба, значи, и порано да почнат, од 40-45 година. Бенигната хиперплазија на простатата е она бенигно зголемување на простатата, што е многу често. Значи, од 50 до 60 година, скоро 50% од машката популација имаат некакво зголемување. И можда и минимално, ама постои некакво зголемување на простатата. Да тој процент стане на 80%, веќе над 70-та година. Сите овие состојби, како што кажав, имаат слични симптоми. Кои се симптомите? Често мокрење, нокно станување, значи никтурија, мокрење на секој 15 минути, помала количина, значи чувство на недоизмокреност, дека постојано е полна бешиката, болно мокрење, мокрење со потенок млас, или со напон, не може да почне, потешко се почнува. Болна еакулација може да се јави. Може да се јави, кога зборуваме за карцином на простатата, може да се јави крв во урината, може да се јави крв во спермата. Ние сме зборувале за крв за урината. Крв во урината е алармантен знак. Мора да се види од каде потекнува. Може да не е ништо, меѓутоа може да е сериозен знак за некое... Говориме општо. Општо, да. Да, меѓутоа една од причините може да е поспецифично за мажите, кога станува збор за простатата. Тогаш веќе навистина треба да се загрижат, особено и како што кажа, може да во има спермата. болка во долен дел на стомакот. Значи има повеќе симптоми кои се испреплетуваат и некај и тие симптоми кај една особа се едни, кај друга особа се други, може да имаат слични симптоми, може сосема различни симптоми, меѓутоа таа е групата на симптоми што се јавува. Меѓутоа во секој случај кога и да се почувствуваат овие симптоми, треба веднаш да се реагира лекар за да се види точно за што станува збор. Ако станува збор за бенигна простатична хиперплазија или она бенигно зголемување, што се презема тоа? Таа се следи. Не секогаш се оперира и не секогаш мора хирушки да се интервенира. Се следи со каква динамика расте, затоа што денес постојат лекарства кои може тој процес да го успорат и лекарства кои делуваат на симптомите, односно особата да се растерети од тоа често мокрење, да се растерети од на нокното станување, да на 1 сат, на 2 сати да се станува, да се прекршува сонот, да се олесни млазот на мокрењето.
Така да, тоа е една состојба која навистина и така е името бенигна хиперплазија на простатата. Значи, може, ако се остави нетретирана, да доведе до последици, односно до ретенција на урина, да после тоа не може, значи недоволно да се празни бешиката и малку по малку да заостанува урина во бешиката постојано и таму да се размножуваат бактерии и тоа да не биде како извор на постојан извор на инфекција, нели? Дополнителен проблем. Дополнителен проблем. Во екстремни случаи доаѓа до оштетување на бубрежното ткиво затоа што урината се враќа нагоре. Да. Простатитисот? Простатитисот е веќе друга форма. Добра. Во кај хиперплазијата, значи кај бенигната хиперплазија немаме никакво инфекција. Кај простатитисот постои инфламација или инфекција. За кај акутниот простатитис може да се јави и кај млади и кај стари, значи нема правило. Добра. Може да се јави и кај мала простата и кај зголемена простата. Најчесто е бактериска инфекција тука и која се третира со антибиотици. Исто тука, курсот на лекување е со неколку типа различни антибиотици и подолго време, за да се намали отокот. Тука кај простатитисот имаме болно мокрење. Бидејќи простатата е отечена, зголемена, ама како оток е зголемена, не е како зголемена како кај бенигната хиперплазија. Така да се лекува со антибиотска терапија. И треба долго да се лекува за да се излекува, за да не останат последиците. А диагностиката е иста за сите овие диагностиката, проблеми? Да. Како диагностиката, најчесто тоа се ехо прегледот е најбезазлено и нешто што може да се повторува, пак ќе кажам, бидејќи нема зрачење, потоа имаме уролошкиот преглед исто на простатата, така да имаме повеќе работи кои ни служат за диагноза. Кај простатитисот можеме да земеме уринокултура, спермокултура, брисеви од уретра, значи се прават за да видиме која е бактерија причинител. Кај хроничниот простатитис е интересно дека не секогаш се наоѓа инфекција, значи не наоѓаме бактерија или нешто што предизвикува. Така да се смета дека постои едно воспаление, значи една инфламација и на самото ткиво на простатата и на нервите, бидејќи во простатата и околу простатата, бидејќи простатата е добро инервирано ткиво. Така да оваа состојба е нешто што е кај акутниот простатитис се јавува, се третира и може да не остави никакви последици. Се третира никако, бидејќи не знаеме сите хронични состојби. Хроничниот многу тешко се диагностицира и тешко се лекува затоа што не знаејќи ја причината се обидуваме некогаш со терапија за болката, затоа што тоа е една болка или нелагодност што пациентите ја чувствуваат, некогаш се даваат антибиотици на слепо, што викаме, за да му помогнеме на пациентот и некои други методи, само за да се ослободи од таа болка. Некако слично ќе му дојде како хроничниот цистит. Точно. Како интерстицијалниот цистит. Нема бактерија, меѓутоа се чувствува симптом некој, тегоба, болка и така натаму. И сега она што најтешката состојби, канцер на простата и ПСА. Да, канцер, канцерот на простата, како што кажав, е многу чест. Тој е втор канцер по смртност кај машката популација после канцерот на белите дробови. Сакате да кажете дека мажите се посклони на канцер исто на бели дробови? Да. Според статистиката? Да, тоа е. Добро. На прво, второ е канцерот на простата и канцерот на дебело црево. Тие тука сега зависи од тие дали гледаме америчката или американската или европската. Да, тука се тие. Што се случува тука? Канцерот, реков, може да нема никакви тегоби и пациентот да си ги препишува и тегобите што ги има, на тоа што, јас сум постар, сега имам над 50 години, нормално е јас сега да станувам еднаш-два пати да мокрам, нормално е да имам отежнато мокрење и тоа така да се остави без да се контролира и без да се прегледа пациентот. Но пак ќе кажам, ќе повторам дека ако на време се диагностицира, додека се наоѓа уште во простатата, се лекува со голем успех.
да не дозволиме тој да се прошири. Така. Затоа што еднаш кога ќе се прошири метастазира, терапијата е многу потешка. Така. И преживувањето на пациентите се намалува, нели? Тегобите се и симптомите се исти, како што кажав, со тоа што повремено, значи, може да се појави и крв во урината и крв во спермата и затоа не треба да се остави. Тоа може би нешто специфично што треба да им посочи дека стварно треба да сепак да појдат на доктор. Така. За ПСА тестот е една алатка само која ни помага во скринингот на карциномот на простатата. Тоа е ПСА, што значи простатичен специфичен антиген. Так. Тоа е протеин кој се излачува, ќе се создава, значи се излачува во простатата. И најмногу го има во секретот од простатата, но го наоѓаме во мали количини и во крвта. И ние уствари го испитуваме преку крвта. Тоа е тест кој можеме преку едноставно зимање на крв да провериме колку е ПСА. Но треба да се знае дека ПСА зголемен ПСА не секогаш значи карцином на простата. Така. Значи да не изголемена простата може да даде покачување на ПСА тестот и воспаление на простатата. Меѓутоа, затоа тука докторот, затоа се тука и другите исследувања кои може да ни укажат за каква состојба се работи. Секогаш кога ги правите овие диагностики и исследувања се вклучува и ПСА тестот или вие одлучувате во кој случај? Па најчесто ако се работи за машка популација над 45-та година, се вклучува. Ако се работи за нешто каде што сме виделе сомнително на простатата, исто така се вклучува. Ако се работи за помлад маж кој има во прво колено во семејството карцином, од анамнестичките податоци од историјата, значи тогаш исто се вклучува ПСА. Меѓутоа, сето тоа заедно ПСА со другите исследувања нас ни укажува во кој правец ќе одиме. Бидејќи ако се сомневаме дека е карцином, тогаш може да се направи понатаму биопсија на простата и понатаму да се третира. Дали ќе се третира хируршки, дали ќе се третира со медикаменти. Така, меѓутоа е многу важно кога збориме за симптомите и сите оние симптоми кои што ги посочивме, особено за најтешката форма на проблем на простата канцерот, ако приметат крв во урината или во спермата, веднаш да реагираат. Доктор Маја, би сакала вака да те прашам, бидејќи помина месец ноември, посета на машкото здравје, а вие години наназад и сте доктор кој што ги прегледува овие состојби. Кажете ми како можете да ми дадете некоја статистика, дали мажите веќе почнуваат да се грижат за своето здравје, бидејќи некако во изминатите години некако како помалку да беа, како да кажам, посветени на машкото здравје. Се подигнува ли свеста? Доаѓаат ли мажите на преглед? Точно така, Виолета. Значи, секоја година мислам дека одиме во чекор со тоа што се вика грижа за нашето здравје или грижа за моето здравје, нели? Така да почнуваат и машката популација да станува свесна дека редовното следење и редовните контроли се навистина многу важни. Имаме како при крај гледач да слушнеме, се надевам дека нели од машкиот пол. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Едно прашање во врска, отидеш на уролог, а немаш никакви тегоби, урологот ти препише таблети Танис, а таблетите, ако ги употребуваш, пишува кај оние што имаат потенција, дека ќе доживуваат оргазам во бившиката, дека ќе добијат карцином специфичен од таа терапија, што не е објаснато научно зошто доаѓа до тој карцином. Добро. И нешто не е во ред со таквата терапија. Добро. Доктор Маја, слушнавте? Да, слушнав. Добро. Останете да... И ако е потентен, ќе стане импотентен пациентот. Добро. Интересно прашање. Останете со нас да слушнете доктор Маја што ќе ви каже како нејзино мислење. Малце се испомешани тука работите. Не е тоа баш така. Бидејќи танизот, односно тамсулосинот, е лекарство кое, да не се изразувам сега од која група на лекови, алфа, тие блокатори, кое ослободува само мазната мускулатура на
каналот на уретрата ја ослободува за да може полесно да се испразни бешиката. Добро. И делува на симптомите. Не делува воопшто ни канцерогено, нити ќе се развие. Да. Значи тоа се другата група на лекови, тоа се хормоналните лекови, како што се дустеридот, каде што пишува точно дека може да доведе до тоа. Меѓутоа, тоа се во многу мали случаеви и секогаш кога се дава дустерид, се дава со паузи, баш заради тоа да не се превенираат такви несакани ефекти. Значи може слободно да го употребува лекот. Тамсулосинот, односно танизот, само како танис како едната состојка, значи едната компонента, тој лек само не предизвикува такви несакани ефекти, а многу помага за ослободување на тегобите. Нокното мокрење го намалува, го зголемува млазот при мокрењето, ослободува од таа тежина, напнатост при почетокот на мокрење. Така да тој е еден благопријатен лек кој нема несакани ефекти. Значи да не се грижи пациентот. Да. Единствено како несакан ефект, јас што сум имала од пациентите, тоа е дека малку им го намалува притисокот, бидејќи тој лек е точно од групата на лекови кои намалуваат притисок. Меѓутоа во таа мала доза, 0,4 милиграми, колку што е тоа е фиксната доза, еднаш на ден и земено пред спиење не го намалува толку притисокот, бидејќи пациентот и онака после тоа ќе се легне и не го осеќа тој ефект. Така, и се надевам дека сте задоволни од сето ова, доктор Маја што го кажа, сепак бидете нели без грижа, не е толку штетно и не влијае така како што вие посочивте во она ваше прашање. Може да го консумирате. Доктор Маја, тука сме некаде при крајот. Драго ми е што кажавте дека веќе се подигнува свеста и ке машката популација за машкото здравје и затоа се прават сите овие кампањи, затоа и ги правиме овие емисии, се со цел нели вака да слушнат гледачите, можеби да се пронедат во оние симптоми кои што ги имаат и навреме да се јават на лекар. Благодарам за денес. Некако го заокружуваме со вас ова последно издание во старата нели година што си заминува и ви посакувам вам многу успех во работата и се надевам сите оние кои што не следат, ако сакаат да се сретнат со вас, да им нели некој проблем кој што го имаат од овој домен за кој што говоривме, како што кажав, може да ве најдат во приватната здравствена установа Зегин Интермедика. Благодарам доктор Маја и во некое следно издание со некоја друга тема. Точно така. Благодарам Виолета. Интернист нефролог, значи уринарните проблеми и сите овие работи кои што го фаќаат уринарниот систем, има многу и има за што да говориме. Поздрав и до гледачите, да им посакам весели празници, да имаат здравје, хармонија и многу успеси, нови успеси во новата година. Така. Почитувани гледачи, тука и јас ќе ве поздравам за денес во ова последно издание од старата година од 2022. Ви посакувам во новата година да бидете здрави и живи, среќни, весели и се разбира да се грижите за вашето здравје, се со цел нели навреме да реагирате за да си ги решите проблемите. Се гледаме во новата година.